Американски разузнавачи деновиве во Конгресот изјавиле дека Русија се меша во изборната кампања со цел да се фрли сомнеш врз интегритетот на изборите и да го засили реизборот на председателот Доналд Трамп. Ова, како што јавува Reuters, било пренесено од лице запознато со брифингот. Според наводите на лицето, кое зборувало под анонимност заради чувствителноста на предметот, во Комитетот за разузнавање на Представничкиот дом, предводен од Демократската партија, се одржал состанок на кој бриферите од Канцеларијата за национално разузнавање предупредиле дека Русија се обидува да му помогне на Трамп да дојде до уште еден 4-годишен мандат. Reuters пренесува дека Нью Йорк Таймс во четвртокот објави од еден ден по брифингот Трамп го прекорил вршителот на должноста директор на националното разузнавање Џозеф Мегваер поради тоа што дозволил негови службеници да се појават пред комитетот. Трамп при тоа го навел присуството на демократскиот пратеник Адам Шиф, кој е председател на разузнавачката комисија. Тој ја водеше постапката за импичмент против Трамп. Трамп во средата изјави дека го заменува Мегваер со Ричард Гренел, силен поддржувач на Трамп, кој е амбасадор во Германија од 2018 година и специјален пратеник за нормализирање на односите меѓу Косово и Србија. Американски официјални представници долго време предупредуваат на тоа дека Русија и други земји ќе се обидат да се мешаат во кампањата за председателските избори. Американската разузнавачка заедница заклучи дека Русија користела лажни вести, сајбер напади и други методи во операција наменета за мешање во председателските избори во 2016 година, на кој Трамп извојува победа над демократката Хилари Клинтон. Русија ги негира овие тврдења. Во меѓувреме Трамп ја продолжува неговата кампања со митинзи низ земјата. На последниот во Колорадо Спрингс, тој им се подсмеваше на потенцијалните негови ривали од Демократската партија. Тој го критикуваше и годинашниот Оскар за најдобар филм, Паразит од Јужна Кореја. By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, Затоа Трамп на насобраните им порачи. Let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? Станува збор за филм за американската граѓанска војна кој освои Оскар пред 80 години.